Предлог законот за минималната плата по разгледувањето на денешната седница на Економско-социјалниот совет ќе влезе во владина процедура. Во текстот на предлог законот се содржани одредбите во кои се утврдува правото и висината на минималната плата, органите надлежни за утврдување и објавување на минималната плата и инспекцијски надзор. Минималната плата ќе се утврдува во процент и тоа во износ од 39,6% од просечната плата остварена во бруто износ во претходната година. Ова значи дека минималната плата ќе ја следи динамиката на плати во земјата и истата ќе биде позната на крајот на годината за наредната година. Поради поголема транспарентност и достапност на податокот, истата ќе се објавува во службен весник на Република Македонија. Суштината на процентуалниот износ е полесно да истата може да биде коригирана во текот на секоја нова календарска година, за разлика од тоа да биде утврдена во номинален износ, каде што ќе треба да има подолга процедура за нејзино усогласување. За 2012 година, соодветно на договорот, минималната плата, која што веќе е договорена, изнесе 8.050 денари во нето износ, односно 39,6% од износот на плата за 2011 година. За дејностите со пониски плати утврдена е динамика на усогласување во период од 3 години со цел да не се предизвикаат потешкоти во работењето на овие дејности. Предлог варијантата е да се оди и таму во проценти, полесно е за пресметка, полесно е за утврдување. Планот е да биде 3 години по 1/3 зголемувањето во соодветниот процент, за да во 2015 година се добие утврдениот износ за сите гранки идентично. Тоа беше и последната дискусија која што имавме денеска на седницата на Економско-социјалниот совет. Многу е полесно заради пресметка, но исто така е многу полесно и заради контрола која што ќе врши Државниот инспекторат за труд во насока на утврдување на тоа кој износ на средства е исплатен и дали точно е пресметано покачувањето кое што треба да се изврши и воопшто исплатата на плата дали е извршена соодветно на законската одредба. Во предлог законот утврдени се и прекршочни одредби и глоби кои ќе се движат од 6.000 до 7.000 евра во денарска противвредност за работодавачот доколку не ја исплати минималната плата и глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра за директорот. Синдикатите се едногласни дека овој закон е од големо значење за работниците во остварувањето на нивните права во делот на исплатата на плати и дека за прв пат по 20 години преговори конечно се постигна еден ваков значаен договор. Јасно е дефиниран поимот на минимална плата, тоа е износот на најниско месечно ниво на плата, која работодавецот е должен да му ја исплати на работникот за полно работно време. Во износот на минимална плата не се вклучени додатоците на плата, што значи дека доколку работникот работи прекувремено, треба дополнително да се плати. Со воведувањето на минимална плата ќе се зголеми животниот стандард на најсиромашните, ќе се мотивираат вработените и ќе се стимулира потрошувачката.